Почитувани медиуми, ми представува големо задоволство што денес сум на Универзитетот во Тетово на 6-та јавна расправа за Законот за високо образование и Законот за квалитет во образованието. Дојдена сум тука за да заеднички со наставно-научниот кадар од и овој универзитет, како и сите останати кои ги посетив, придонесеме за подобрување на текстот на законот. Законот нуди неколку важни елементи кои ќе овозможат подобрување на квалитетот на образованието, што значи спремни, со знаење, компетенции и вештини студенти кои ќе влезат како во академската заедница, така и на пазарот на трудот и во бизнис заедницата, за да може да ја подобрат економијата на оваа земја, а со тоа да го направат подобар животот на сите граѓани во оваа земја. Основните начела и политиките кои се застапени во овој закон се меритократија, мерливост на квалитет, интернационализација и соработка меѓу универзитетите, дополнително видливост на универзитетите, но и на професорскиот кадар, како во земјата, така и надвор од земјата, надпревар меѓу универзитетите во земјата и со оние релевантни надвор од земјата и она што е најважно, што јас последно го кажувам, но е најважно, нуди стекнување на релевантни знаења на студентите и погодности за студирање во нашите универзитети. Ви благодарам, повелете со прашања. Кои се лицата кои го напиша овој предлог за конкретни имиња? Составот на интеруниверзитетската конференција, знаете, драфт верзијата, скелетот е даден од интеруниверзитетската конференција на интернет, ги имате, проверете ги. Потоа, во Министерството формиравме едно тело, кое можете, сите членови на тоа тело, може да ги видите на сликите, објавени на мојот Facebook профил, официјален Facebook профил, кое се договори дека законот ќе биде транспарентен и ќе се изготвува врз база на присуство на повеќе бројни чинители, како професори, така и студенти. На тоа тело, се извинувам, избравме координатор, а потоа координаторот направи повеќе бројни групи кои ќе работат на одделни делови од законот. Тие работеа независно, секој на својот дел од законот, а потоа една помала група го интегрираше целиот закон и во таа група на крајот се вклучив и јас со цел да видам дали законот ги покажува политиките на оваа влада за оно што се го набројав. Меритократија, погодност за студентите, интернационализација, соработка и така натаму. Луѓето се 60 професори кои дале придонес за подобро образование во Македонија. Целата македонска јавност се согласува дека нивото на образование од основно до високо во Македонија не е на соодветно ниво на кое што би требало да биде. Од тука, ова може да изгледа како револуционерен чекор, овие два закони, а и Законот за научно-истражувачка дејност е на НРВК, и за него ќе имаме дискусии, може да изгледа револуционерно, но не е. Е само чекор напред кон подобрување на квалитетот на образованието, но и задржување на младите луѓе во земјата и понуда за тие во иднина да ја водат оваа земја многу подобро од сите ние што досега сме биле овде и да го направат животот во Македонија многу подобар од колку што постарите генерации успеале.